Благодарам, господине заменик министер. Сакам да ве потсетам на времето кога со сите средства и со секакви лаги се боревте да дојдете на власт. Доказ се овие слики овде, што ги имам пред мене, на кои што сте вие како шетате со вашите сопартици и го лажете народот дека ќе го решите проблемот со загадување. Тогаш, почитуван заменик министер, не кажувавте дека ќе го подобрите загадувањето, туку дека ќе го решите. Сега сите кога видовме дека апсолутно ништо не решивте во Република Македонија, сега се правдате дека порано било полошо, односно било позагадено од сега. Ако се гледат мерењата, минатата година има помала загаденост и помалку денови во годината кои што каде што загадувањето го надминало нели законски дозволените вредности, но тоа е така не затоа што вие превземавте некоја мерка, туку затоа што речиси целата 2019 година не работеа половина од мерните станици во Република Македонија и немаше измерено всушност загадување. Кога се направија мерните станици во Кичево, во Кавадарци, во Битола, еви ги и нив во светскиот врв со рекордни загадувања. Исто така, кога се фалите дека оваа зима воздухот бил многу почист од лани или од времето кога на власт беше ВМРО ДПМН, треба да кажете и тоа дека оваа зима е сигурно една од најтоплите зими во последните 100 години во Република Македонија и нормално е дека загадувањето сега е помало од порано, но не поради некоја ваша мерка која всушност и ја нема или таквите мерки се со занемарувачки ефект. Впрочем, вие почитуван заменик министер во 2016 година не ветувавте дека ќе го подобрите загадувањето, туку дека целосно ќе го решите. Скандалозно е тоа што во време кога сме светски рекордери, според загадувањето, половината од мерните станици во Република Македонија со месеци, речиси цела 2019 година беа расипани, некаде почитуван заменик министер се уште не работа или пак се исклучени, дури во некои поголеми градови такви мерни станици нема. Ова го зборувам затоа што кој можеше да се увери на сајтот нели на Министерството за екологија дека концентрацијата на частичките PM10 со месеци не беа мерени. Односно не ги мереа 4 од вкупно 9 станици во Скопје и половина од мерните станици низ Македонија. Не се мереше со месеци загадувањето во градовите каде што има развиена индустрија како што е Кичево, Кавадарци, Битола, а не се мереше ниту во Велес, ниту во Гостовар. Кога почна мерењето се покаже дека загадувањето и во тие градови е енормно големо. Контрареплика, заменик министерот за животна средина.